Современите тенденции во бракот и семејството во македонското општество. Со професор доктор Ангел Ристов, тој е редовен професор на Правниот факултет Јусинијан I при УКИМ. Инаку професор по делот предметите семејно и наследно право. Добро утро, професоре. Добро утро на македонските гледачи, на македонска телевизија. Мислам дека многу значајна тема, на која што ви имате направено дополнително истражување. Може ли да започнеме со тоа што ве поттикна дополнително да истражувате за современите тенденции на бракот и на македонското семејство? Една од нашите цели и мисии на науката е постојано да истражуваме, да ги проучуваме современите тенденции кои што се случуваат во бракот и семејството, кои што може да се каже дека во последниве неколку децении стана револуционерни, особено во сферата на бракот и семејството. Ако во минатото биле потребни да поминат векови, милениуми за да настанат одредени промени, сега во последниве 3-4 децении токму во брачните и семејните односи се случуваат драматични промени. Секаде во Европа, па и пошироко во светот, кои што имаат влијание и на нашето македонско општество. Имено, кои се тие современи тенденции? Се намалува постојано бројот на новосклучени бракови, за сметка на тоа се зголемува бројот на разведени бракови. Се зголемува возраста за стапување во брак. Се зголемува бројот на деца родени во брак. Од друга страна, имаме една бела чума, намалување на наталитетот. Луѓето, популацијата старее, имаме веќе алармантна состојба, каде што повеќе лица умираат, отколку што имаме новороденчиња. Токму тоа беше причината да видиме каде се наоѓа нашето македонско општество, затоа што многу малку во науката се инвестира и потребни се вакви истражувања за да бидат подкрепени законските реформи на кои што ние веќе работиме повеќе од една деценија, заедно со професор Дејан Мицковиќ и други професори кои што се вклучени во граѓанската кодификација на Македонија, кој што представува еден од најзначајните проекти во правниот систем, имајќи во предвид дека во приватното право не се направени позначајни реформи повеќе од 3 до 4 децении. Затоа овој проект е од исклучително значење за граѓаните, со оглед на тоа дека предлозите кои што ги даваме решенијата во сите 5 дела на граѓанскиот законник, особено најзначајни во делот за семејните односи, се засноваат на анализа и на истражување на повеќе од 25 граѓански законодавства. Од тука законодавецот се надеваме дека ќе ги прифати овие предлози во интерес на нашите граѓани, се со цел да имаат подобри правни правила со кои што ќе ги уредуваат нивните животни секојдневни односи. Граѓанското право, приватното право, особено семејното право во нашава држава за жал е заборавено. Кога ќе кажете реформа, станува збор за реформа во кривичното право, кривичното законодавство, јавното обвинителство, а никако да се сетиме на нормалниот граѓанин, на нивните семејни односи. Гледаме, нема ниту вести, секој ден постојано имаме некои случаи на семејно насилство, негативни појави. Се зголемува бројот на разведени бракови, дедовци, баби не можат да се ги видат своите внучиња. Продолжува војната помеѓу брачните партнери по разводот на бракот. За детето се сеќаваме само на денот на детето. А децата се нашето најголемо богатство. Доколку е така, тогаш треба час поскоро државата да се сврти кон она што е најважно, основата, а тоа е семејство. Така, професоре, овој разговор и со таа цел може да ни го представите истражувањето со оглед на тоа дека е обемно, сакаме да го слушнеме во детали и при тоа кои извори ги користите, тоа се официјални податоци, тоа пред се изворите на Државниот завод за статистика кој што дава точни податоци поврзани со појавите кои што ние ги истражувавме. Последиците на љубовта и смртта во минатата декада се следниви. Истражувањето е направено во периодот 2013 до периодот 2023 година. Бројот на склучени бракови константно се намалува во овие 10 години. Ако во 2013 година сме имале 13.982, во 2023 година имаме 12.672 склучени бракови. Возраста на мажите и жените кои што стапуваат во брак е во пораст.
константен. Така да ако во 2013 година prosečna возраст на маж била 28,6 години, за жена 25,8, после 10 години за маж е 30 години, за жена е 27,5. Тоа укажува и влијае понатаму како последица на фертилитетот, односно и на раѓањето на новороденчињата. Биолошкиот часовник си го прави своето. Биолошкиот часовник си го прави своето. По однос на бројот на разводи, во 95 година сме имали само 750 разводи. Тој број имаме за 3 пати покачување во 2013 година. Значи имаме 2045 разведени бракови, па во 2014 доаѓа до 2210, кој што е вистински бум, и добро е што во текот на годините имаме едно благо опаѓање, така да тука можеме да кажеме дека не ја следиме таа тенденција која што е специфична за државите од Европската Унија, каде што секој втор брак речиси се разведува. Во 2023 година имаме само 1765 разведени бракови. Пораст има во периодот и по периодот на корона COVID-19 вирусот, кога имаме едно благо покачување. Она што е најалармантно и треба да го знаат граѓаните, но и надлежните органи, за да може да превземат чекори и мерки за поттикнување на популационата политика, е бројот на новородени деца, живо родени. Во 2013 тој број бил 23.138, за да последна деценија биде 16.737. Замислете, имаме пад на популацијата на новородените деца од 30%. Во 1994 година тој број на живородени деца изнесува 31.421. Ако го споредиме со денешниот број, тоа е пад за 50%. Кој ќе живее во оваа држава? Каде е едината на оваа држава, ако не ни се раѓаат деца? Професоре, се поставува само по себе прашањето по овие бројки, по овие анализи, по сето она што е, како што велите, официјален податок. Какво е македонското семејство? Какви се тенденциите за идните генерации од денешна перспектива? Велите, не сакаме да бидеме како видите, тоа никој нас не прашува дали сакаме или не сакаме. Значи, полека се си влие, тоа е индивидуално на секоја личност, секоја индивидуа си е засебна. Ако во минатото во фокусот беше семејството, денес во фокусот е личноста. Его, јас, самиот јас, дали вашите очекувања се задоволени за вас самите, дали се задоволени од вашиот партнер и така одлучуваат. Во минатото, ако била табу тема развод на бракот, веќе денес тоа повеќе не е табу тема. И имаме, значи, веќе и кај нас холивудски разводи на бракови. Но она што е најзначајно е дека сепак се уште бракот е приоритетна и една од најпрвите опции на нашите млади парови, мајќи преди дека работиме со млади луѓе, секојаш кој ќе прашате за време на академскиот час, дали би склучиле брак или би се одлучиле за вонбрачна заедница, најголемиот дел од младата популација се одлучуваат да стапат во брак. Дека традиционалните и семејните вредности се уште се на цена во нашето општество, укажува и фактот од статистика, дека во Македонија бројот на вонбрачни заедници е многу мал за разлика од бројот на вонбрачните заедници во Европа, во скандинавските држави, каде што повеќе од 60% од децата што се раѓаат се деца родени во брак. Во Македонија вонбрачно родени деца се бројка некаде од 11 до 12%, што го кажува и бројот на постоење на вонбрачни заедници. За разлика од овие европски држави, каде што вонбрачната заедница и други заедници веќе се замена на бракот, кај нас, значи, ви велам, значи, вонбрачната заедница се уште толку не е застапена. Добро, ова се добри информации, но какви се тенденциите за идните генерации со оглед на тоа дека ова модерно време наметнува некои други трендови, кога е и ова во прашање, ние ги следиме. Тие трендови не е многу далеку од нас скандинавските земји. Но и земјите од регионот. Но и земјите од регионот. Држави од поранешната федерација, сепак и по однос на нив, ние стоиме, значи,
на можеме ли да го пониско ниво задржиме? однос на бројот. Ќе можеме ли да го задржиме Секако дека ќе тој го традиционален задржиме. модел? Секако дека ќе го задржиме, имајќи предвид дека живееме во едно општество каде што се уште традицијата, почитувањето на родителите е на високо ниво, се додека нашите дедовци и баби се уште се грижат за нивните деца, кои што се дедовците и бабите се по 80 години, а тие дел од својата пензија ја насочуваат кон своите деца, кон своите внуци. Значи, многу тешко ќе одат тие промени, да се плашиме дека Скандинавијата ќе дојдат и оние тенденции блиску кај нас. Така да, она што можеби најзагрижува од ова истражување е тој природен прираст и алармантен кој што од 2019 година е во надолен, односно во негативен прираст, кој што од година во година расте. Фактори имаме, значи, повеќе лица кои што умираат, отколку што имаме повеќе родени деца. Алармот е вклучен, значи во последниве 5 години ние имаме негативен прираст. Значи, нашата држава, односно популацијата во нашата држава, значи старе, од друга страна имаме, значи, недоволен број на новородени, живородени деца. Од тука државата, надлежните органи треба да превземат чекори кои што ќе ја поттикнат ова популациона политика, се со цел, значи, да не ни згасне нацијата. Две прашања за крај. Кои се причините за ваквите трендови што се појавуваат? Па постојат повеќе причини, ви кажав, значи желбата за остварување на кариерите, имаме одлучување, постпонирање на одлуката за стапување во брак. Понатам, голем број на други причини. Имаме миграција. Секој оди, голем дел од нашето население и статистиката покажува дека некаде од за последниве 20 години имаме иселување на 200.000 лица и тоа најчесто станува збор за работоспособно население, најмладо население, 15 до 29 години, економската состојба, желбата за просперитет. Се тоа влијани кои што ние не можеме да ги спречиме, но барем да се потрудиме и надлежните органи да работат тие што сме овде и оние деца кои што се тука, да ги надминиме, да ги решиме нивните проблеми. Затоа укажав дека една од најзначајните реформи во Граѓанскиот законник се однесува на уредувањето на брачните и семејните односи. Народски да кажам, ние се уште се возиме во едно старо фиќе од пред 3-4 децении, а од друга страна граѓаните наши сакаат да возат нови автомобили. Паралелата ја правам со застарените решенија. Значи, ние живееме во капитализам 3 децении, а се уште имаме решенија застарени, имено нашите партнерите во бракот се уште се викаат брачни другари. А брачни другари може да станат некаде таму после 80-та година. Се до тогаш, значи се активни и тие се партнери помеѓу себе. Понатаму, токму затоа имаме повеќе да дозволува времето, но само накратко би ги кажал. Значи, само да ги набројам, ќе ми треба, значи, 5 минути време. Сакаме вашите предлози да ги слушнеме. Предлозите се она што ги предлагаме како реформи во законот, во идните измени на семено-правната регулатива е предвидување повторно на предбрачното советувалиште. Младите да бидат подготвени кога ќе стапат во брак. Но исто така да постоеше порано. Постоеше во минатото, беше заборавено у киното, сега младите велат па ние не знаевме во што влегуваме и на првите предизвици, караници се вклучуваат родителите на едната страна, на другата страна и многу набрзо доаѓа за жал до развод на брак. Ова предбрачно советувалиште ќе ги подготви за предизвиците кои што им престојат, но исто така многу е важно и постбрачното советувалиште. Кога партнерите ќе се разведат, вие може меѓу себе да се разведете, но не може од вашите деца да се разведете. На децата му се потребни двајцата родители. Тука е таа клучна реформа. Понатаму, бидејќи само со една одредба не уредена во брачната заедница, предвидуваме подробно уредување во брачната заедница. Имено сега ние сме една од ретките држави каде што едно лице може да биде и во брак и во вонбрачна заедница, замислите. Законодавецот поради негов пропуст не ги предвидел брачните пречки. И ние имаме еден парадокс, само во Македонија, за разлика од цел свет, едно лице да биде и во брак, и во вонбрачна заедница. Се прашуваме дали сега законодавецот ја поттикнува љубовта или брачните пранги. Потребни се реформи во разводот на брак по однос на избегнување на постапката за мирење кога имаме семејно насилство. Значи, тука во никој случај како би можело да дојде до мирење ако имало семејно насилство.
Понатаму, кога се договараат со спогодбен предлог за развод на брак, да бидат договорени и по однос на поделбата на имото, затоа што сега ќе се разведат, ќе ги доверат децата на еден или друг, а имотните односи остануваат нерешени, со години се влечкаат по судови, а сето тоа се рефлектира на децата. Не му дозволува да го гледа, контактите и на крајот тоа па има последици. Имаме најголем број на случаи на неплаќање на алиментација. Замислите колку дечиња се подразведени бракови. Има ли начин како тоа да се реши? Има, еве, затоа, еве, сега ги кажувам реформите, проблеми, да. Токму поради тоа, по примерот на европските држави и сега од поблискиот регион, предвидуваме воведување на алиментационен фонд, фонд за издршка. Ако децата се нашето најголемо богатство, така вели секоја власт која ќе дојде, тогаш предвидете за овие деца кога татко или мајка им нема да платат 2 месеци издршка, посебен фонд од буџетот, за да не ја почувствуваат таа празнина во оние потребни финансиски средства за нормален развој тие дечиња, а потоа државата ќе си го наплати својот имот. Нашето законодавство не е усогласено и со најважниот акт. Тоа е Конвенцијата за правата на детето. Затоа го воведуваме начелото на најдобар интерес на детето секогаш кога се одлучува за неговата личност, за неговите права. Понатаму правото на детето да го каже своето мислење. Ние се уште го немаме тоа. Одлучуваме за детето, за неговиот интерес, за неговите животни прашања, а детето не го прашува. Понатаму судска контрола на сите одлуки. Сега имаме поделеност. Судот одлучува за кому детето ќе биде доверено чување, Центарот за социјална работа одлучува за динамиката, за контактите, за видување, каде што имаме најголеми проблеми и незадоволства. За тоа треба да одлучува судот. Понатаму се воведува терминот на родителска одговорност и тука имаме најголеми реформи. Застарени решенија од пред 3-4 децении поединечно вршење родителските одговорности после развод на брак. Предвидуваме заедничко вршење родителските одговорности и по развод на брак и можност, доколку се спогодат родителите, имаат еден цивилизиран развод, да имаат поделен родител. Детето приближно време да поминува и кај едниот, и кај другиот родител, воведување на родителски план, кога ќе се разведат веднаш да имаат, значи, колку детето, кои денови, кои месеци, кој одмор ќе го поминува со едниот, кој одмор со другиот. Укинување на непотполното посвојување. Вие ќе си земете милениче, па сакате да биде ваш. Така ли? Ниче друго, само ваш. Но дадена е можност, ако посвоите дете, да се ги задржи одредени права спрема биолошките родители, да нема право на наследување спрема вас. Тоа е застарен концепт. Воведување на медијацијата, многу важен концепт кој што е предвиден за разрешување и надминување на семејните брачните спорови. Потребна ни е реформа и по однос на уредување на имотните односи. Ние живееме во капитализам, споменав, веќе трета деценија имаме решение од социјализма. Едниот партнер може да работи макотропно, другиот да гледа турски серии, да гледа фудбал и на крајот едниот заработува многу повеќе, другиот не заработува ништо и вие да делите половина. Тоа е тој парадокс. Брачниот договор возможува на оние поимотни парови, партнери, да ги уредат тие имотни односи на начин на кој што ќе одговара на нивните потреби, на нивните желби. Потребно е на дополнување и на одредбите со кои што се уредува заедничкиот имот, посебниот имот. Значајно е да се предвиди и забрана за физичко казнување на децата. Нешто што кај нас многу често се користи и треба да се забрани. Како ќе од раот излегол? Излегол, меѓутоа знаете како децата се огледало на своите родители. Да. Како тие гледаат, како се прави дома, така тие се однесуваат во градинка, на училиште. И затоа, значи, ова семејно насилство е најдобар закон да имаме. Значи, ние треба да почнеме што од најмала возраст да укажуваме дека семејното насилството се казнува. Воспитувајте се себе, а не децата. Така велат паметните, затоа што децата ќе личат на вас како и да е. Така е. Професоре, тука во интерес на времето има уште многу реформи, но еве, граѓаните може да бидат спокојни дека некој мисли за нив. Мисли да ја подобри законската регулатива во интерес на нив, да ги надминат бројните проблеми кои што ги имаат. Но останува на волјата на надлежните органи. А наша цел беше да се слушне академската да ги прифатат овие реформи во интерес на доброто и благосостојбата на македонското семејство. Благодарам, професоре. Тоа беше професор Ангел Ристов.